Почитуван председател на владата Димитар Ковачевски, почитуван заменик директор на Акционерското друштво за стамбен и деловен простор, почитувани семејства, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска овој ден е среќен за сите. Среќен е за вас бидејќи започнувате ново поглавје во животот, нов дом каде веруваме дека надежта за поспокоен и подобар живот како наша цел ја исполнуваме заедно со вас. Верувајте дека и ние сме исполнети кога гледаме среќни и задоволни семејства, кога ваквите политики и инвестиции даваат резултат. И искрено ми е драго што токму граѓаните директно ги чувствуваат придобивките и бенефитите. Овој објект од денеска е дом на 28 семејства од Виница. Сакам на сите вас да ви посакам добро здравје, да доживеете уште многу вакви среќни моменти во вашите нови домови. Нашето заедничко присуство денеска со председателот на владата покажува дека владата е тука за граѓаните. Даваме силна поддршка за проекти кои обезбедуваат подобри услови за живот на сите граѓани. И бројките покажуваат дека навистина се движиме во правилна насока. Само во изминатите години реализиравме изградба на над 860 социјални станови, што е огромен и најголем успех досега во стамбената политика во државата. Веќе следната недела планираме да направиме исто ваков пречек во Свети Николе, во социјалната зграда, каде што ќе бидат доделени клучевите и на граѓаните од Свети Николе. Завршуваме со постапките за распределба на социјалните станови во Гевгелија и Демиркапија, завршуваме со изградба на зградите во Неготино и Велес, а веќе во следната фаза ќе распишеме јавен повик за распределба и на овие стамбени згради. Претходно помогнавме и обезбедивме топол дом за социјалните семејства во Струмица, Македонски Брод, Пробиштип и Гостивар. И ова ја покажува поддршката за најранливите категории на граѓани. Акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор заедно со Министерството за транспорт и врски и владата работи континуирано на изградба и на зградите во Бутел, во Скопје, во Кочани и Дебар, а се подготвуваме за изградба и во неколку други општини. Овие социјални згради се дом на оние на кои им е најмногу потребно. Тоа се децата без родители, лица со попреченост, граѓани кои користат гарантирана минимална помош, самохрани родители, ранливи семејства, припадници на сите заедници од Северна Македонија. Морам да споменам дека на распределбата на оваа зграда, впрочем, како и на секоја друга претходно, се вршеше во една транспарентна постапка, отворена, достапна за сите граѓани на кои што учествуваа голем број на служби од Центарот за социјални работи и од Министерството за труд и социјална политика и Министерството за транспорт и врски. Од тука сакам да се заблагодарам на целата комисија, која што е составена од тимови од Министерството за транспорт и Министерството за труд и социјална политика за сите напори кои што ги направија за успешна распределба на становите во оваа стамбена социјална зграда. Овие моменти ни даваат дополнителен стимул и мотивација да продолжиме понатаму, да работиме повеќе, да обезбедиме подобри услови за живот и просперитет за нашите граѓани. Уште еднаш честитки до сите вас, со здравје да ги користите новите станови. Благодарам.